15-та точка од дневниот ред, годишен извештај за 2014 година на Фондација за култура и спорт Куманово и му предлагам на Советот точка поделена број 15 и 16 да води заедничка материјална расправа. Дали има други предлози? Констатирам дека нема. Повелете, произнесете се по предлогот. Ви благодарам, купно се произнесува 25 советници, едногласно за. Отварам расправа по годишниот извештај за 2014 година Фондација за култура и спорт и точка поделена број 16, годишна програма за 2015 година Фондација за култура и спорт Куманово. Повелете, колешката Јовановска се јави за збор. Благодарам, председател. За самиот извештај за програмата на Фондацијата за култура не би сакала да спорам, бидејќи се е исто како минатата година, па и претходната. Се повторува, нема ништо ново, но јас би се прашала раководителот зошто се два сектора сега општина Куманово за култура. Постои сектор за култура и постои Фондација за култура. Кога се тоа е едно исто и се дуплира. Значи се дуплира и комисија, и финансирање. Па според тоа, изгледа пред минатата година, од 2014 кога беше доставена, од 2013 кога беше доставена програма за 2014, не постоеше работилница за Леадер, така пишува, некој проект. Ме интересира прво што е тој, каков е тој проект, каква е работилница, че во програма не беше вметната оваа работилница, а второ нешто, ми кажала за овие два сектори. Сега, кога минатата година ме прашал зошто постојат тие два сектори, односно секторот за култура и Фондација за култура. Вие сами, како раководител на Фондација за култура, ми рековте дека тој сектор постои ради спонзори, донатори, љубители на уметност, на култура за финансирање на одредени културни манифестации. Но по се изгледа овој извештај што го имаме пред нас, тие спонзори, тие донатори, тие љубители на уметност ги нема, бидејќи целото финансирање на вашиот сектор е од општина Куманово. Затоа мислам и мој предлог е да се овие два сектора да преминат во еден сектор. Но сектор за култура. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени? Повелете со одговор кој ќе одговори. Имаме ли? Исус беге десно. Пред себе сакам да ве поздравам сите вас советници, да ве посакам успешна работа, да ве поздравам вас почитувам председателе на Советот, директорите на јавните предпријатија, работелите во јавната администрација и медиумите. Веднаш ќе одговорам, значи се повторува исто ова прашање, бидејќи во овој мандат Советот што го има, исто ќе одговорам дека Фондација е формирана страна на Советот, градоначалникот, и не знам зашто е прашањето, не знам, имам одговор на тоа, но ќе го задржам правото да не одговорам. Ми се чини дека е некој тенденциозно и овој дел, ако веќе сакаме, треба да ја одземам малку поише време, баш тоа и забележав дека во рамки на она што се вика сектор за култура или целиот овој
стратешката програма на културата што се работи, управа ја работат тројца луѓе. Дали го гледате тоа, дали го приметувате. Значи, во фондацијата постојам јас како директор и еден работен, а во секторот за култура, откако господин Жига Крстовски го презема секторот за образование, тука е само Цонка Ристовски. Значи, тројца луѓе треба да реализират оваква обемна програма која и према средствата што се планира, ако се враќаме на тоа, во однос на 2012 12 милиона, во однос на 2013 8 милиона, сега во однос на 6 милиона денари и вратени долгови од скоро милион денари минатата година, со 5 милиона денари градот Битола сервисира 40-дневна програма која се вика Културно лето. И мислам дека према тоа, дека и многу сработено овој тим на луѓе што некој души за жал. И во ова не гледам никаква, пак ќе кажам, формирани сме и по делот на делегирани надлежности. Неколку пати сум кажал што тоа значи, дека сме добиле задача покрај делегираните надлежности и програмата што даваме, која вие треба да ја прифатите или да не ја прифатите. Имаме задача, значи, по тој основ да ги сработиме сите работи кои вие сте ни ги задали како совет. И не знам што повеќе по тој основ да ги кажа. А инаку не сме профитабилна фирма, ние не сме предпријатели, не сме фирма која што даваме профит. Ви реков дека минатата година како апликанти добивме 150.000 денари, нормално со закаснување, но ги добивме од Министерството за култура, аплициравме. Ова година добивме 200.000 денари. Благодарност на Министерството за култура во рамки на фестивалот Тамбурашки, кој оваа година ќе слави 11-ти, ќе слави, не е юбилеј, но 11-ти пат ќе се случи. Детскиот лиговен кап веќе 5-та година има свој живот, има мал юбилеј. Се е тоа резултат на таа програма што вие сте усвоили, а ние сме реализирали. Сега тоа. Ви благодарам, господин Величковски. Поведете реплика, Полешка. Благодарам. Општина Битола, а совет има општина Битола, па не да си решават тие гесно да општина Куманово. Така ли? Не, значи вие вкупно тројца сте работили во култура. Еден од култура, од сектор за култура при општина и двајца од фондација за култура. Така. Значи секој човек директор раководи. Добро е, благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени за дискусија? Констатирам дека нема, затворам материјалната расправа по двете точки и молам да се произнесемо по точка подредена до 15. Исус. Благодарам. Вкупно се произнесоа 28 советници, за гласа 17, против 9, воздржани 20. Констатирам дека годишниот извештај за 2014 година на Фондација за култура и спорт Куманово е усвоен. Ве молам да се произнесеме по точка подреден број 16. Ви благодарам. Купно се произнесоа 26 советници, за гласа 15, против 9, воздржани 20. Констатирам дека програмата е усвоена. Ние одиме на 17-та точка од дневниот ред. Извештај за реализација на програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во општина Куманово со финансов извештај за 2014 година. Да поздравувам присуство на представници на Општинскиот сојуз на спортот и на седница на советот. Отварам расправа по точката, дали имаме пријавени поведени.
Povedite kolegata Nikolić. Hvala, gospodine predsjedniče, uvaženi kolege savjetnici, predstavnici glavne administracije, direktori, predstavnici medija. Ispred nas imamo godišnji izveštaj za 2014. godinu, koji bih ja na samom početku podijelio u dva dijela. Onaj prvi deo gde su nam u najboljem smislu rečeno predati svi događaji koji se odnose po pitanju sporta u našoj opštini, gde su navedeni svi nosioci, manifestacije, broj učesnika itd., što je za pohvalu. I onaj drugi deo na koji se malo više zadržao, to je onaj deo po pitanju finansiranja, odnosno pomaganja sportskih kolektiva u našoj opštini. Ono što smo mi govorili i prošle godine jeste da, a to se i sada ovdje pokazuje, da neki sportski kolektivi dobijaju skoro sve, a neki sportski kolektivi dobijaju veoma malo, nažalost pojedini sportovi i sportski kolektivi ne dobijaju ništa. Ovdje kao primer, nego kao činjenica, kao fakt stoji da je košarkaški klub Kumanovo dobio nešto više od 8,5 miliona dinara, dok ostala 3, odnosno 4 sportska kolektiva, rukometni klub muški i ženski, fudbalski klub Ileret i fudbalski klub Bičo su dobili, mogu slobodno da kažem, neke simbolične sume. Da ne govorimo o nekim drugim sportskim klubovima i o nekim drugim sportovima koji u godini koja je iza nas nisu dobili nikakva finansijska sredstva iz opštinskog savjeta, iz opštinske organizacije što se tiče sporta. Ja bih kao primjer naveo da pojedini sportski klubovi se takmiče u prvim državnim ligama, kao što su ženski fudbalski klubovi Pogleda i Rečica. Tu su i drugi sportski kolektivi koji se takmiče u liga sistemima naše države. Onda bih naveo i sportske klubove koji se takmiče i koji su državni prvaci u našoj državi, kao što su Alpinski klub koji je apsolutni prvak skoro u svim kategorijama. Onda VLM Kumanovo koji već ima i zabeležitelne rezultate i napolje van naših granica, koji je isto tako državni prvak u svom sportu. Tako da ovdje u ovom izveštaju ne vidim niti jedan jedini dela, tako reći, da je pomognut ovim sportskim klubovima. Govorim strogo o ovom delu koji je povezan oko financija. Možda su tu i klubovi dobili neku pomoć u prevozu i na neki drugi način, što nije baš u potpunosti realno sa onim što oni rade i šta oni znače u našoj opštini, na koji način reprezentuju našu opštinu u pojedinima države i van nje. Sljedeća stvar koju želim da kažem jeste i kada je u pitanju Savez za školski sport, koji ovdje lepo piše u izveštaju je najmasovniji, obuhvata najviše sportskih događaja, gdje su uključene sve osnovne i srednje škole bez razlike na koji jezik izvode nastavu. A u izveštaju jasno se vidi da i naši učenici iz osnovnih i srednjih škola su ostvarili izuzetno dobre rezultate na državnim takmičenjima. Tu su više drugih mjesta u okviru državnih takmičenja, treća mjesta, što je za pohvalu i profesora i učenika koji rade sa njim. Isto tako, koliko što ja znam, za 2014. godinu Savez za školski sport nije dobio nikakva finansijska sredstva. Ja apelujem do nadležne organe da, pošto smo mi ovdje na Savjetu opštine na predlog, odnosno na amandman koji sam ja podneo, dodelili Savez za školski sport 500.000 dinara. Ne znam da li je od te sume do sad nešto uopšte prebačeno na Savez za školski sport, imajući obzir činjenicu da veliki broj takmičenja su završili ili su u fazi završetka i da su ta sredstva više nego neophodna za normalno funkcionisanje ovog saveza, koji je okupljen i po masovnosti i po onome što oni rade sa najmlađim kategorijama koje su izuzetne važnosti za sport u Kumanovo, kako bi imali naše sugrađane koji će jednog dana biti vrhunski sportisti. Tako da još jednom apel kod nadležnih da što pre, u što kraćem roku uplate odgovarajuću sumu sredstava na račun Savezu za školski sport, kako bi to moglo da funkcioniše na najbolji način. I jednako najdobronamerna i najotvorenija sugestija jeste da moramo konačno da shvatimo da bez razliku na to da li neki sport je više gledan ili više poštovan u opštini, po meni svaki sport je na svoj način interesantan i je
битно да се сви што професионално, што рекреативно бавимо спортом, како би не би дошли у ситуација да нам се поедини спортски колективи затварају, да нам се неки скоро цели спортови гасе, да се наđe начин, модус, како би поедини спортски колективи добијали у старту одговарајќи средства како би могли да функционишу нормално у периоду кога се такмичи. Имајќи обзир да календарска година се не поклапа са такмичарским годинама, мора се најти простора и времена и начина како да помогнемо неким спортски колективима кои на најбољи начин репрезентативни наш град, како у границама на држава, тако и ван неа. Апсолутно се слажем да поедини спортски клубови морају да и треба да добијају многу више средстава од неких други клубова кои се такмичи у нижен ранг такмичење, али е несфатливо да клубови кои се такмичи у истом рангу такмичење, без разлика дали е тоа фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, морају отприлике на самом старту имати отприлике онолико исто средстава како би могли да функционишу. Сведоци смо да су се поедини клубови умано угасени. Још едно понавljam со овом реченицом и завршавам своју дискусiju да недопустиво е и не може да на рачун едnog спорта и едnog спортскog колектива други спортови, други спортски колективи се гаси во општини Куманово и да некој добија све, а некој на жалост ништо. Слава. Дали имamo други пријавени за дискусија? Поведете. Саша Петрушевски, Нозбор, председател на Општински сојуз на спорта. Благодарам, председателе. Еве, да дадам одговор на сугестиите, на размислувањата и на сите оние забелешки кои беа дадени. Во дел на училишен спорт, значи, минатата година тука разговаравме дека сето оно што е потребно на учениците и на училишниот спорт ќе дадеме подршка. Ова година јас го отворив државното првенство во футсал, каде што и со материјални средства, и со логистика, и со организација, и со пекари, со сите оние работи кои се во надлежност на Сојуз на спортови, дадовме подршка и ќе даваме подршка, со тоа што на ниво на училишен спорт 10 превоза има организирано од страна на Сојузот на спортовите на општина Куманово во овој период, така да подршката од Сојузот на спортовите кон училишниот спорт е максимална. Се надеваме дека во зависност од потребните средства ќе го поддржуваме и понатаму овој најмлад, односно спорт кој е масовен и од кој многу зависат спортовите во Куманово, бидејќи како ќе се младите луѓе насочат кон спортот, и тоа е бенефит од многу страни, од социјална и од спортска страна, и е значаен дел и сегмент од живење во нашата општина, со тоа што не би се сложил дека на Сојузот на спортовите, бидејќи задолженијата и ингеренциите ни се во зависност од според закон за спорт и во зависност од она што ние имаме право и можеме да го работиме, а што не. Значи, за кастење на клубовите или за постојање и за успесите на клубовите не можеме да одговараме, затоа што секој клуб кој е во нашиот сојуз аплицира со своја програма. Бидејќи и да се надпреварува во врвни лиги, и да не се надпреварува, и да се надпреварува во општински лиги, мора да има програма која ние ја даваме на Совет на општина Куманово и која се усвојува. И ние ја реализираме програмата. Дали ќе постои клуб или не, зависи од управниот одбор, од луѓето кои се чинители таму и од клубот во зависност од она на кој ниво се надпреварува. Значи, одговорноста на Сојузот на спортовите во таа насока не можеме да ја бараме, и сигурно дека се трудиме сите клубови логистички, и кои се мали, кои се големи, да ги поддржат. Го спомнавте ВЛМ, доби благодарница од ВЛМ за поддршка на ВЛМ во овие 3 години, бидејќи некаде околу 40 турнири и патувања сме им организирали од страна на Сојузот на спортовите. Значи, клуб кој, благодарејќи на Сојузот на спортовите и нивниот ентузијазам, постигнува такви резултати. Што се однесува до помалите спортови, каде што ова година беа сведоци дека се поделени некаде над 100 признанија, и ни дојдоа и од федерациите разни, и ни дадоа и благодарница дека сме еден од најуспешните сојузи на спортови во Република Македонија, благодарејќи на малите спортови.
и поддршка на малите спортови. Бидејќи добро рековте дека спорт е спорт, секој спорт треба се негува. Атлетика, пинг-понг, велосипедизам, стрелjaštvo, сите тие мали спортови се под капа на Сојузот на спортовите и со наша поддршка и со наша и материјална и организационна и во било кој дел услови кои им ги обезбедивме, се стана државни прваци, постигнаа резултати во и вон Република Македонија. Така да ќе се трудиме и понатаму да ова наша работа уште повеќе даде резултати, ќе се трудиме и понатаму да сите спортови, мали и големи, ги поддржуваме. Што се однесува до материјалните средства за кошаркарскиот клуб кој постигнува и ова и минатите години забележителни успеси во и во Република Македонија, ќе ви кажам дека со жаргонски збор кажано ние сме најевтин клуб во прва сојузна лига во надпреварување. А аеродром, Карпош, сите тие се финансирани од општини кои се во Република Македонија, односно од градоначалниците и советите на општини во кои се надпреваруваат, односно кај потекнуваат, 4 до 5 пати имаат поголем буџет од Куманово. И ние со таков скромен буџет, односно кумановци сите можеме да кажеме, со таков буџет постигнуваме многу подобри резултати од оние кои се поскапи под знаци наводници. Значи, за несреќа или за среќа немаме фудбал, кој ако еден прволигаш во Куманово се надпреварува во прва лига, верувате дека од 800 до 1.000.000 евра е година. Значи, ви кажувам дека има скапи и ефтини спортови. Има спортови кои барат многу повеќе пари и спортови кои барат помалку пари. А резултатите се видливи и од она што ви кажа напишано во сите наши активности и сите наши организациони работи кои сме должни или по програма кои ги спроведуваме, се гледа дека на сите нивоа и во сите сегменти и во секој дел на наше спортско битисување сме помогнали на сите клубови. Благодарам. Ви благодарам на вас. Реплика колегата Николич, повелите. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam u svom izlaganju na samom početku rekao da prvi deo ovog izveštaja je izuzetno kvalitetan i da je obuhvatio sve ono što se dešava u opštini Kumanove, to je za pohvalu. Ali u jednom stvari se ne možemo složiti. Znači, nije dovoljno, kada je u pitanju školski sport, nije samo dovoljno da se pomaže u okviru obezbeđivanja prevoza i tako dalje. Diskusija je bila u tom pravcu da bi se organizovala jedna tako masivna manifestacija sportska koja traje mesecima, da je potrebno da se Savezu za školski sport dodali opredeljena finansijska sredstva iz jednog prostog razloga. Da bi se organizovala jedna sportska manifestacija, izuzetno dobro znate da su potrebni sudije, delegati, zapisničari, redari itd. To je jedna stvar. Druga stvar, apsolutno se slažem i to sam rekao da košarkaški klub Kumanovo treba da dobija najviše sredstava, zato što se takmiči u međunarodnim ligama na najbolji način reprezentuje naš grad i opštinu. Ne mogu složiti da jedan klub, jedan sport dobija sve, a da svi ostali ne dobijaju skoro ništa. Govorim strogo u okviru finansija koje dobijaju sportski klub. Hvala. Kontrareplika, pozreti. Dobro, за волја на вистината да кажам дека 1.415.000, каде што обезбедување превоз, сместување искрана, обезбедување на спортски објекти, организација на манифестации, турнири, се за сите тие спортови за кои се потрошени средства, значи во дел на сите оние потребни работи, бидејќи ако еден професионален спортист зема плата, каде што сите по закон за спорт знаете дека во први сојузни лиги морат да бидат акционерски друштва и морат да се пријават како акционерски друштва за да се надпреваруваат, а сите тие морат да имат примања. За разлика од нив, не само училишен спорт, има рекреативни спортови кои се поддржани од Сојуз на спортови, тие не земаат плата. Тој клуб во која и да е лига да се надпреварува, нема средства и обрт на средства на својата сметка. Значи, се она што го акцентираме и го даваме како значи, како допринос во спортот, не значи само во средства и во пари, бидејќи некогаш се потребни пари, меѓутоа некогаш е потребно многу нешто друго за да се направи резултат. Согласно со програмата на општина Куманово и на Совет на општина Куманово,
бидејќи и оваа година се намали, беше 18 милиони со ребаланс, последниот ребаланс се намали. А сите оние средства кои ги добиваме, ги трансферираме за да сите тие функционираат онака како што е потребно и на сите им сигурно дека недостасува, бидејќи за сите спортови, за сите барања и на сите барања не можеме да одговориме. Меѓутоа, согласно со сите наши видувања и согласно со сите потреби на клубовите, им одговараме во она можност во која сме финансиски. И благодарам и на вас. Реплика колегата Асани, povedете. Nu direkt om sportare. Aș face ultimul debut eu transport cu manual. De la piesa finanțiară până la piesa personală libera și de organizarea transportului finanțiare. Une chișată mi-e văreche, a posugerim, pai to piesărești la raportul din colegă. Resta shpërndarjes proporcionale të mjeteve financiare para sa ka mundësi komuna jote. Nuk duhet të ndërhi që duhet të më tepër apo aty më pak, po vetëm thjesht si ka klube atune, kam përfshirë dhe raportin se kanë medalje fituar në anë kombëtare dhe ndërkombëtar. Ato medalje janë medalje të klubit janë pa, medalje të lirit tonë, po madje jashtë përfshirë janë medalje të Republikës Maqedonisë. Ashtë rrugës me atë mundësi sa kemi, me atë bëgjet sa kemi, në një siguri, sa të që tjetë, atyre klube shpërblen me pjesën e materiale, që kena një stimul dhe më të madhë për këtë dashme. Aty e ka mune veritetime, vetëm të pjesa financiare që tjetë një regull më të saktë dhe një proporcionale dhe racionale shpërndan ato mjete. Pa që kemi mundësi. Faleminderit. Благодарам на вас. Povedete kada im drugi prijavili. Povedete direktore. Replika. Мислам дека сугестијата и од еден советник и од друг е на место, бидејќи сите овие работи кои ги искажав, значи дека во наредниот период сите овие работи према потреби на клубовите, према успеси, ќе се распределуваат онака како што е во зависност од надпреварување, во кои лиги се надпреваруваат и средствата ќе бидат распределени по таа можност, односно по тој начин. Меѓутоа би сакал уште една работа да кажам, значи голем дел од овие клубови кои се под Сојуз на спортови имаат одредено финансирање и од спонзори. Значи тоа не е нити кажано, нити пишено дека бидејќи немаме нити можност, нити правото да го работиме, меѓутоа одредени клубови сами се снаоѓаат со тоа што одредени љубители на спорт или управните одбори како функционираат самите клубови, сами се донираат средства. Значи со тоа што во наредниот период мислам дека сите тие работи ќе одат во од и ќе распределот ќе биде многу поефикасно. Ви благодарам. Povedete дали имаме други пријавени? Povedete Караджински има збор. Благодарам, председател. Според оптимистичката изјава на председател да очекуваме дека ќе биде така. Меѓутоа, сегашното состојание како стои за исплатени средства, колку што можеме да видиме од извештајот, стои од вкупно исплатени средства за Кркомано, ЖР Кркомано е символично нели 8 милиони 591 600, ЖР Кркомано 203 500 и ХМФ Биджан 24 500. Тоа е 9 милиони 347 600 евра. Ме интересира дали Сојузот на спортови има формирано сите засегашни активности што ги има организирано и средношколските клубови, дали на тие средношколски клубови е секогаш договорено со тие мали средства од мали деца се прават спортисти, не се прават од возрастни луѓе.
и колку се можностите за понатака да може тоа, јас си велам да неговата изјава е за светниот период, дека ќе биде тоа распределено на некој начин подобрено и да се надеваме дека ќе биде така. А за сегашните баш ме интересира колку сме оти многу луѓе има задолжено као преку тоа ќе биде исплатено, ќе биде исплатено и сега тие председатели на клубови се обтежуваат заради тоа што не може да дојде до средства, пошто човекот кој што се задолжи не може да ги да пресева од джепот. Се случува многу често. Благодарам на вас, почитуван колега, поведете дали имаме други пријавени. Констатирам дека нема, затварам расправата и точката е ставна изјаснување, ќе ви молам да се произнесеме пред. Ви благодарам. Крупно се произнесоа 24 за, гласа 17, против 7, воздържани няма. Констатирам дека извештај за реализација на програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните на општина Куманово со финансови извештај за 2014 година е усвоен. Поштувани колеги, одиме на точка подреден број 18, информација за извршено спроведување на мерките за субвенционирање на трошоци за комунални услуги со извештај за бројот и структурата на оплатените лица во општина Куманово за 2014 година. Отварам расправа, дали имаме пријавени колеги? Констатирам дека нема, затварам расправата, информацијата е ставна изјаснување. Поведете, произнесете се. Ви благодарам. Крупно се произнесоа 23 за, гласа 16, против 7, воздржани нема. Констатирам дека информацијата е усвоена. Предлагам на советот да точките предредени 19 и 20 води заеднична материјална расправа. Дали имаме други предлози? Констатирам дека нема. Поведете да се произнесеме по предлогот. Ви благодарам. Крупно се произнеса 22 советници едногласно. Отварам расправа по точките 19 и 20, предлог програма за управување со отпад во општина Куманово за 2015 година и локален национален план за вклучување на собирачите на отпад во општина Куманово. Поведете колегата Османовски се јави за збор. Благодарам. Благодарам председател. Почитувани советници, почитувани представници на локалната самоуправа. На почетокот на оваа седница барав овие две точки да ги нема на денешниот дневен ред, од причина што треба да претрпат овие два документа кои треба да бидат официјални документи на општина Куманово, да претрпат измени. Читајќи и гледајќи ги вака како се поставени, ова е премногу аматерски, имам некое поголемо искуство во правење на акциони планови, стратегии и програми. Премногу аматерски тоа што е така нека води, меѓутоа повеќе ми личат на акциони планови за одекадата на ромите отколку акциони планови на општина Куманово. Испомешани работи, од 4 тамо пишува мерки и активности за селекција на отпадот, вклучувајќи го и издвојувањето на опасните состојки од отпадот, изготовка на акцион
акцијски планови кои ќе понудат решение за вклучување, па се спомнуваат некои национална стратегија за управување со отпад, што држи вода, национална стратегија за вработување и тоа, национална стратегија за намалување на сиромаштија и социјалната исклученост, како и национална стратегија на ромите. Не знам дали изготвувачот ја има читано националната стратегија на ромите, па да ја метне во извојување на опасните сростојки од отпадот. Това е аматеризам. Во еден проект нови партнерства за социјекономска инклузија на неформалните собирачи на отпад. На почетокот пишува: овој проект ќе придонесе да се одговори на потребите на неформалните собирачи на различни видови на отпад во Македонија, кои живеат на маргините на општеството. Речиси, сите од нив се роми. Тоа е дискриминација. Ако едно утро се симнете спротив туш, така 8 часот пред 8 ќе видите дека ова не го работат само роми. Се препишува дека ова исклучиво се роми. Во еден дел цел на проектот: развивање на одржлив модел за инклузија на ромите, неформални собирачи на отпад, во формалниот систем на управување со отпадот на локално ниво, што од своја страна ќе им овозможи нив на нивните семејства да ги остварат основните човекови права. Со собирање на отпад, ромската заедница ќе ги оствари своите права. Попишува вработување, образование, социјална и здравствена заштита. Вработување, ако сами основаат по националната стратегија, ако се обратиат до Агенцијата за вработување, таму има национална стратегија, ако сами основаат своји фирми, се субвенционираат од страна на државата, оние што ќе вработат роми во своите фирми се субвенционираат, ајде да се припати тоа некое вработување. Образование. Образование со пикање на децата во контейнери да излечат некое пластично шише, наместо да ги пикнат во училиштата, нема да допринесе. Ромите ќе треба од добре да се тргнат, да ова да се врати назад на преработка и да се тргнат. Ако утре сакаме тоа да биде во рамки на локалната самоуправа, ќе треба да се вклучат не само роми, туку и останатите кои се заинтересирани за ваков вид на работа. Ова е исклучиво само роми и роми. Појдете на лице место, во тие отпади, имате спискови кои се носи таму отпади, ќе видите. И крајни корисници, роми, неформални собирачи на отпад, општините вклучени во проектот, јавни комунални предпријатија, индустрија за рециклирање и ромски невладни организации како граѓански сектор во целина. Ромски невладни организации да се тргнат. Граѓанскиот сектор во целина. И трета, ќе ве замолам за внимание, и трета работа, имате некој тип, лоби група, не знам, таму на крајот ова ваше излагање. Знам дека 3/4 се од општината вработени и стручни во заштита на животната средина, меѓутоа ме збуни собирачи. 20 од нив лично ги познавам, можем да ви кажам и каде живеат на кои улици, во која смисла мислите дека се собирачи. Едниот нема една флаша со перено до сега, има на 60 години. Вториот, освен со кошаркашкиот тип Куманово таму пешки што износи вода, флаши нема соберени. За каков тип работите? Кои собирачи се тоа? Ќе ве замолам уште еднаш, почитувани советници, бидејќи сме одговорни и пред оваа ромска заедница, ова да се врати назад на преработка. Инаку вака има повеќе дискриминација. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас, поштован колега. Дали имаме други пријавени? Поведете. Кој се јави за збор? Која брани точката?
Во врска со точката за... Бован Бојковски нас. Во врска со точката за локален акцијски план за вклученост на неформални собирачи наука. Значи, ние како општина Куманово, заедно со други институции од општина Куманово, како што се Агенција за вработување, понатаму еколошко друштва, Агенција за социјална и труд, и тај труд и социјала, да, се извинувам, учествувавме во овој проект на невладина организација која се вика mds.ti.net. Значи, како крај резултат од тој проект, каде што учествувавме ние, општина Куманово, општина Тетово и општина Василево, произлегуваат акциони планови во сите три општини, кои што требаше, како овој резултат, понатаму требаше да бидат усвоени на своите нови општини. Ние како институција само да им дадеме правна рамка за овие невладини организации, кои што исклучиво, значи невладини организации, ќе учествуваат и ќе бараат средства и пари донатори, како што тие сами кажа, од страни фондации. Значи, општина, како општина, само треба да се јави како некој што нема да ги кочи нивните проекти. Ништо повеќе. Овдека неформални собирачи на отпад, за жал тоа е таква некоја категорија што се споменува. И јас не гледам баш некој толку тенденциозно, повторно викам да и сите три совети нови, сите три пилот општини, значи потребно е само да не бидат кочници за невладини организации, за невладин сектор кои што да се вклучат во решавање на дел од проблемите што ги види што повеќе. Повелете, колега Османовски. Не велам дека не треба да има. Меѓутоа, ако утре профункционира ова работа, само ромите се тие што ќе го изнесуват и ќе собираат овој отпад. Така не гласувате овде. Приоритет се ромите. Верувајте, гледате во Центарот за социјални работи, имаше таму еден член во таа лоби група. Има луѓе со високо образование, не ги ставите сите во исти кош. Не е срамота и друг некој да собира таков отпад. Не е за срам. Немојте да потенцирате дека оваа програма и овие акциони планови се првенствено за ромите. Има тие и други работи. И не се сите собирачи на ваков отпад. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали имаме други пријавени? Повелете Драган Чунгурски се јави за збор да даде допълнително објаснување. Во врска со првото прашање за точката 19 на дневниот ред, ще запробаме за управување со отпад. Значи, законска обврска на секоја локална самоуправа да донесе годишна програма за управување со отпад. Во основа на член 19 Законот за управување со отпад. Со овакви програми, значи за годишно управување со отпад, ние ги реализираме главниот, односно план за управување со отпад и на регионално и на национално. Ако можете да забележите, значи оваа програма сега што е пред нас за 2015 година нема да го оптерите буџетот на општина Куманово дополнително. Не предвидовме средства. Исклучиво предвидовме, значи, акцијски планови, односно мерки, заедно, значи, како локална самоуправа да можеме да поддржиме некои невладини организации кои работат во овој дел или пак заедно со Министерството за животна средина да реализираме нешто од оваа програма. Ви благодарам и на вас, повелете реплика колегата Османовски. Благодарам, председател. Почитувам магистра, така мислам дека не се работи овде за финансиски средства. Дали ме разбирате? Овој проект, свесен сум дека локалната самоуправа го не го изготви. Меѓутоа требаше да промени филтерот на локалната самоуправа. Јас сум
тоа ромите да се тргне од овде. Немате национални стратегии на роми да мешате со собирање на отпад. Ќе ве замолам, не барам ништо повеќе, не се средства во прашање. Национални стратегии спомнувате. Спомнувате скоро сите роми. Кои се тие сите роми? Кои се сите роми? Ќе ве замолам. Само прочистување, тоа роми да го нема, да се однесува на сите граѓани кои сакат да го работат тоа. И благодарам. Ви благодарам и на вас, Лидија Лангспасовски. Благодарам, председател. Би сакала една мала сугестија по дискусија која што се води за овие две точки. Значи, тие не се воспојува целина. Се работи за сосема две посебни точки. Едната е програма за управување на отпад на општина Куманово и тука е изготвувач општина Куманово и како предлагач се јавува. И втора е локален акционен план за вклучување на собирачи на отпад на општина Куманово. Ова е поддршка на невладин сектор. Овие две точки не се спојуви по една. Затоа можеме да дискутираме поединечно и доколку имате одредени забелешки на ова што го работеше невладин сектор, може амандмански да се променат и да се изземат одредени, кажи категоризации на ромска популација доколку не е соодветно употребена. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете колега Османовски повторна реплика. Јас не знам што е причината што нема да го повлечете да се преработи. Не знам која е причината. Овде, во првиот дел, спомнувате програма. Мешате во програмата Национална стратегија на ромите со избојување на опасните состојки од отпадот. Тоа е во првиот дел. Ќе ве замолам, не ги мешајте овие работи. Национална стратегија е една работа, издвојување на опасните материи е друга работа. Тоа го имате во програмата. Не знам зашто нема да ги повлечете. Ќе се организира некоја средба, ќе дојдат овде малку повеќе луѓе кои се разбират во оваа работа. На наредна седница, ако можеше од декември 2014 година, ова денеска да стигне на седница, нема ништо да ја чине општината ако тоа помине на наредната седница. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Поведете колегата Караджински се јави за збор. Благодарам, председател. Наистина, шутно ние зашто ова точка е ставена воопшто на дневен ред денеска. Дали со тоа легализираме директно влегување во кантите преку Советот на општина Куманово. Јас мислам дека на ниту една до сега невладина организација општина Куманово, односно Совет на општина Куманово не правил правни рамки, нити па не би овозможувал да на некој начин работа, они си работат по своји програми и не гледам тука инволвирање на Советот за донесување на некакви одлуки кои што може би Советот, ако не се лажам, нема ингеренции на тоа. Ако колегата како ром се чувства на некој начин помаловажен или не знам како се чувства, тогаш треба и сите ние да се чувствуваме така во овој момент, бидејќи спомнато е во програмата сето тоа. Тој има право за она што разборува и мислам дека или треба да се повлече да се доработи онакако како што треба да се доработи, или да се погледа добро во законот за локална самоуправа и во сите акти што ги поседуваме, дали ние сме должни, односно дали Советот на општина Куманово е институција која што треба ова да го дозволи и на некој начин да го легализира на својата територија. Сметам дека денеска залудна е ова ставена точка на дневен ред и ја не би гласал за точка. Ви благодарам на вас. Поведете. Многу Бојковски има процедура. Јас навистина се извинувам ако погрешно сватено. Значи нема никаква намера да се легализира влегување на канти. Во канти на некого. Значи напротив, целта на невладина организации, на ние што бевме вклучени како институции во овај, да им помогнеме на сите тие, да кажам, неформални собирачи,
значи да им се помогне некако за да се вклучат во системот за управување со отпад кој веќе го градиме на регионално ниво. Значи баш напротив, идентификување на сите тие такви луѓе, понатаму ако треба, значи да им се дадат некакви средства за работа, значи да им се осигура да од повреди веќе ако тоа го работа, значи да се стават полека во една рамка во систем. Јас навистина се извинувам ако е сватено дека со ова ние легализираме некого да влегува во канти. Значи тоа не беше воопшто никаква намера. Ви благодарам, повелете реплика колегата Караджински. Вие може би имате програма за работа. Јас не знам каква е програмата. Меѓутоа, она што тука е запишано, токму она што ја говорим го потенцира. А друго, ние имаме предпријатие за изнесување на смет и отпадни материи. Ако тоа предпријатие ве прифати како невладин сектор, пак ние како советници, односно како Совет на општина Куманово сме донели одлука за формирање на такво предпријатие, и ако тоа предпријатие има потреба од вработување, преку нив програмата ваша можете да ја реализирате. Не може општина Куманово да сега формира некоја, не знам како, тоа ќе го наречеме, мада карикирам сега не го ова, да наречеме некоја ново предпријатие кое што ќе собира смет и односно ќе комуницира со отпад, ќе работи со отпад, каде што нити се тие луѓе верзирани, нити тие луѓе се некоја специјалност па треба нели таму да работат, ниту пак тие луѓе имаат врска што треба да работат. Или да се доработи ова, или вака мислам дека воопшто не иде, а Советот да се инволвира оваква работа пак воопшто не иде. Благодарам. Ви благодарам и на вас, ја ви земам, поштувани колеги. Мислам дека дискусијата ни води во погрешна насока. Имаме два документа кои што исклучително ги почитуваме ценами, кои што се направени исклучиво во функција на состојбите и во општината, но и во државата генерално. И сведено нивото такво како што е, имаме се поголем број на лица кои што секој дневно ги гледаме по нашите улици, кај шефка, по контейнери, по нашите канти кои што се ставени пред врата на секој од нас, би требало да видат внатре во нашиот двор и така натаму и така натаму. И сега се поставува прашањето што всушност се обидуваат надлежните да направат на овој план. Јас сум многу малку информиран во однос на оваа иницијатива, но овој акционен план го поздравувам. Зошто го поздравувам? Се надевам дека истиот нема да доведе да ни се случуваат некои работи кои што се случуваат до сега, тоест собирачите на отпад ќе дојдат, ќе отворат кантата пред вашата врата, ќе ја растресат и ќе си заменат. При тоа гледате деца, лица кои што не се соодветно заштитени и така натаму. Значи, ние имаме една општа појава во државата. Имаме диви собирачи на отпад. Единствената форма како да се најде начин да им се помогне од една страна, значи тоа е социоекономскиот статус на таа категорија на луѓе. Се слагам, колего Османовски, дека не е само ромската заедница инволвирана во оваа активност, туку се поголем број припадници на останатите етнички заедници, па и македонците се вклучени во вакви активности. Ќе видите луѓе кои што гураат полички, собираат пластични флаши и така натаму, лименки и друг отпад кој што би можел да се класифицира во корисен тип на отпад. И иста ова иницијатива според мене е добре дојдена и јас истата ќе ја подадам. Што се однесува до забелешката на колегата Османовски, сметам дека истата изготвувачот на документот треба да ја прифати и да ја коригира делот на видливата дискриминација во однос на ромската заедница, која што се споменува како единствена заедница која што е по овој документ задолжена за селекција на отпадот. Јас знам, предпоставам дека тоа е дојдено од невладините организации кои што се вклучени во овој проект, а генерално невладините организации ги водат луѓе припадници на ромската етничка заедница и би апелирал до вас како изготвувачи на овој документ да оваа забелешка на колегата Османовски ја коригира.
и на кој истата ќе ја подржам и сметам дека ќе води со плод. Доколку не е корисна, секогаш има право Советот истата да ја разгледа повторно и да ја стави во сила. Ви благодарам. Ке ве молам, немојте од место, почитуван колега, поведете, имате право на реплика, поведете, имате реплика. И би замолил да не се политизира секоја прашање и секоја точка на Советот која го дискутираме. Очигледно дека во одредени моменти премногу политизираме по однос на исклучиво технички прашања за кои што говориме. Ова, по мене, е исклучиво техничко прашање. Поведете. Благодарам, председател. Може би по вас е техничко прашање. Да стои на ова мое место нема да биде техничко. Поеднакво ќе се чувствувате. Не технички, туку малку повеќе од технички повреда. Ќе ве замолам, повлечете го, прочистете го и вратете го. Јас сум тој прв што ќе гласам. Го подржувам председателот на Советот. Почитувам председателе, секој утро две македонски девојки несетува девојчиња со својата мајка, спроти туш носат пластични шишиња во оние џакови и помагаат на својата мајка. Секој ден од мојот район кај што живее, човекот со точек, македонец, поминува и собира флаши во ред, работа. И тоа секој денеска се бори за динар повеќе. Значи, не е само ромите, не се сите роми. Има роми кои поинаку работат, поинаку заработуваат. И ако веќе сакате ова да функционира уште еднаш, ќе ви кажам, многу повеќе ќе се вклучат и другите кои не се роми. Затоа, најубаво ќе беше да ова се повлече, нема политизација овде. Немам некој личен интерес, меѓутоа тоа роми да се трне до овде. Благодарам. Ви благодарам, почитуван колега, контрареплика ќе ви дадам и ќе ви кажам дека состојбата во државата е така. Социоекономската состојба генерално во државата и сведе граѓаните на тоа дележе да можат не да бараат дополнителен извор на финанси, туку да екзистираат од вакви активности. 9 години во државата има пари за се, но за социјална програма за граѓаните нема. Кој политизира се? Значи, кога веќе го отворите ова прашање и ми се обративте лично, ви кажам, давам подршка на вашата иницијатива, но ќе мора да ви кажам дека општина Куманово е најголема општина во Република Македонија со најголеми проблеми. Истата е претворена во Центар за социјални работи. Од 10 до 12 разговори кои што дневно ги имам со граѓаните, го на најмалку 9 до 10 разговори говориме на тема за социјална помош на граѓаните. На тоа дележе се сведени граѓаните во нашата држава. Мора да се бара алтернативни извори на приходи, бидејќи немаат основни приходи за основна екзистенција. Тоа е проблемот. Ништо нема да промени одлуката дали ќе биде повлечена или не, туку ќе даде поголеми можности на граѓаните ова алтернатива да ја исполнат заштитени согласно основните хигиенски услови и останатите активности. Тоа требаше да го објаснат и предлагачите на текстот и ништо повеќе. Немате право за реплика, повеќе искористивте право на збор, благодарам. Поведете реплика. Да, имате. Благодарам, председател. Председател, никој нема против да работа тоа. Меѓутоа, начинот на кој се обидува да се направи преку Совет, мислам дека не е едно. Друго, вие рековте, че има растурени канти, ама сега пик има легално растурени канти, тоа сигурно ќе биде така. И друго, нека го преработат, нека го доработат, и тоа го предложи през. Прва на седница на Советот, ако Советот е, нели, надлежен да треба да им даде дозвола, ако не, јас и предложи преку чистота и зеленило да може да се реализира таа програма на оваа невладина организација. Не викам не, али тоа е во ред, они сакаат да помогнат некој начин и да им дадат на овој топак. Меѓутоа, еве на тој начин, а не преку Советот ништо дека воопшто не задолжени на некоја до сега, колку јас што се сеќам, 3 мандати што е ЦИЦ не давала,
тој делоночник не даваме ниједна невладина организација да ги прави рамка или да ги дава согласност да работи нешто што ете не е мислам дека не е во надлежност на Совет. Ви благодарам и на вас, почитуван колега. Значи, дадените надлежности согласно закон на овој орден, Советот на општина Куманово нема потреба самите да си ги дерогираме. Значи, на ваков начин како што вие предлагате, всушност администрацијата ви изготвува документи, ви бара согласност за одредена активност, а вие велите нема потреба ние да носиме ваква одлука или пак нека го вратат до оформување, до разгледување, до подготвување и така натаму. Тоа е само губење на време. Ние имаме реален, конкретен проблем во општина Куманово. И истиот треба да се реши. Благодарност до изготвителите, до иницијативата која што ја понеле, инаку согласно моите информации, знам дека е една од амбасадите, мислам дека е на Република Словачка, е иницијатор на голем број на вакви проекти ширум на целата држава. Но горе, јас кажам како ќе се произнесам и до крај ќе стојам на моето мислење и видување. Повелете, што го се. Значи, јас имам една забуна. За која точка ми зборуваме? Точката 19 е програмата за оборување со отпад, каде што ромите не се спредуваат. Воопшто. Се извинувам, водиме заедничка материјална расправа и за двете точки. Советот води расправа и за точка подреден број 19 и подреден број 20. Да не бидете во забуна. Претходно донесе одлука. Повелете дали имаме други пријавени. Констатирам дека нема, е затворам расправата и точка подреден број 19 ја ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. Купно се произнесува 27, за гласа 18, против 8, воздржан 1. Констатирам дека на програмата за управување со отпад во општина Куманово за 2015 година е усвоена. Поведете, процедура. Поединечно гласање. Поединечно изјаснување. Немалам подршка од советници. Благодарам. Би молам службите да се изјаснување. Поединечно. Максим Димитриевски. За. Снежана Захариева. За. Зоран Маневски. За. Илица Костовски. За. Александър Петров. За. Валентина Мицич. За. Александър Арсич. За. Младен Давидович. За. Драгица Велковска. За. Бранко Бойковски. За. Оливер Слемановски. За. Сунчета Јосифова. За. Драган Петковски. Против. Валентина Јовановска. Против. Борислав Додевски. Отсутен. Златка Божиновска. Против. Бобан Јакимович. Против. Ашмет Османовски. Против. Саша Николич. Против. Ивана Асеновска. Против. Тони Трајковски. Против. Мирослав Стојановски. Против. Јовица Станковски. Отсутен. Кристина Краинович. Против. Рикван Асани. За. Теди Зервиши. Отсутен. Лорен Мерих. За. Скендер Али. За. Траки Караджински. Воздржан. Душица Сизовска Јовановиќ. Воздржан. Весник Мемети. Отсутен. Питор Сефери. Отсутен. Зенон Исмаили. Отсутен.
Купно се произнесо 27 советници, 15 за, 10 против, 20 воздржани. Констатирам дека одлуката, програмата е усвоена. Ке молам да се произнесеме за точка подреден број 20. Поведете. Ви благодарам. Купно се произнесоа 27 советници за гласа, 15 против 8, воздржани 4. Констатирам дека локален акционен план за вклученост на собирачи на отпад во општина Куманово е усвоен со забелешката која што беше дадена од страна на колегата Османовски. Му предлагам на Советот да води заедничка материјална расправа за точките подреден број 21 и 22. Дали има други предлози? Констатирам дека нема, ќе ме молам да се произнесеме. Проверете. Ви благодарам, купно се произнесо 26 за гласа, 24 против 1, воздржан 1. Констатирам дека предлогот е прифатен. Отварам расправа за точка подреден број 21, годишен извештај за спроведување на програма за развој на Североисточен плански регион 2009-2014 за 2014 година и 22 извештај за работење на Центарот за развој на Североисточниот плански регион за период јануари-декември 2014 година. Имаме присуство на седмицата на директорот на оваа институција, господинот Протич. Го поздравувам неговото присуство. Отварам расправа. Поведете колега Шката и Малски. Благодарам, председател. Имаме годишен извештај за работа и спроведување на програма за развој на Североисточен плански регион. Ова е проект имплементиран од програма на меѓународна соработка на Република Македонија и Република Бугарија, финансиран од ИПА програма, компонента 2, што е под менторство на Министерство за локална самоуправа. Такашно договорениот докади имплементацијата на проектот сите деца учат заедно. Знаеме дека се прашање полни милиони евра поделена на две инволвирани држави. Проект за инклузија на деца, тоа е за поздравување. Јас како советник и останатите советници не интересира во кој стадиум е процесот на имплементација. Пристапни рампи, лифтови и тоалети за деца со посебни потреби. Инклузивни училишта. Дали само хоризонтални се решавани се инклузивни или бројка се соголема за Ви благодарам и на вас. Поведете дали имаме други пријавени. Поведете колешката Бошкиновска. Значи, ова ми е годишен извештај за спроведување на програма за развој на Североисточен плански регион за 2009-2014 година. Мене ме интересира врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 51 став 1 точка 3 и член 52 од статутот на општина Куманово донесен е заклучок за објавување на одлука за основање заедничко јавно предпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион Екозона. Одлуката е донесена на Советот на седница одржана во 2010 година. Јавното предпријатие од назив заедничко јавно предпријатие ќе работи со собирање на отпад, собирање на безопасен отпад, собирање на опасен отпад, обработка и отстранување на отпад, обновување на материјали.
Што стана со одлуката за формирање на заедничкото јавно предпријатие за управување со отпад на североисточниот плански регион, Кратово, Прибор, Паланка, Куманово, Ликово, Ран, Цистара на Горичево? Благодарам. Ви благодарам и на вас. Проверете дали имаме други пријавени. Давам збор на господин Фотич. Проверете.